Со Оливер Андонов континуирано имаме проблем веќе цела 2016 година, додека од 2015 почна, меѓутоа цела 2016 година во начинот на комуникација меѓу мене како негов работодавач, односно меѓу него и ректорот како директно вклучени во наставно-научниот процес, бидејќи се поделени нашите ингеренции. И за жал најдов списи во кои што тој и 2013 година имал исти такви конфронтации и со поранешниот сега починат ректор професор доктор Југослав Зиберовски, од кој што и тогаш имал за неговото однесување опомена. Можеме, ако ви е потребна, ќе ви и дадеме таа. Значи, тој бил неколку пати опоменуван и од него, неколку пати опоменуван и од овој ректор, неколку пати опоменуван и од мене за неговото непристојно, недолично, односно неакадемско однесување. МИТ универзитет е приватна високообразовна установа. МИТ универзитет не смее да зазима политички страни дали на една или дали на друга партија. Односно, тоа може да го направат надвор, внатре, во универзитетот, знаете дека автономијата на универзитетот тоа не го дозволува. Оливер Андонов континуирано не доаѓаше на работа, служејќи на други своји дејности, за кои што вие сте свесни, дека тој постојано беше на телевизија, постојано зборуваше за некои теми, дали од неговата област на докторирање, или пак од областа на постручни, посоодветни личности од областите кои што навлегуваше да дискутира, па понатаму си го добиваше од критиките или пофалбите, нели, од фелата кој што го слуша и гледа, али сето тоа го правеше, меѓутоа не доаѓаше на работа. Оливер Андонов, откако беше казнет, 10 или 15%, не држете ме за збор, не можам да кажам точно, за недоаѓање на работа, значи злоупотреба на своето работно место, Оливер Андонов донесе боледување во кое што јас минатиот пат реков дека боледувањето не треба да се коментира кое какво е. Меѓутоа, тоа негово боледување, со таа диагноза не соодветствува за вклучување во наставно-научен процес. Што значи, таа диагноза не е добра за да се некој да предава на универзитет. А дали таа диагноза е добра да се биде на оваа функција, нека си определат институциите во Министерството каде што е вработа. Значи, после тоа настана заминувањето на Оливер по негово барање, кога јас го посоветував дека со таа диагноза не може да работи на МИТ универзитет, си побара отказ, го доби отказот и замина од МИТ универзитет. Со неговото заминување од универзитетот, но претходно сакам да напоменам дека инспекциите уште претходно ни беа најавувани од него, затоа што тој постојано ни се закануваше на сите вработени дури тука имавме еден состанок во амфитеаторот во кој што се посоветувавме како што е целта на МИТ универзитет, како треба да се однесуваат професорите, која е нивната основна дејност, која е нивната основна задача. Оливер Андонов на сите јавно ни се закани дека тој, ако замине од универзитетот, МИТ универзитет ќе биде затворен. Можете да прашате многу колеги, негови колеги. И кога Оливер Андонов си замина од МИТ универзитет,
Државниот просветен инспекторат го посети МИТ универзитет со налог за претрес на сите досиеа на професори кои што се вработени на факултетот за безбедностни науки, односно безбедност и криминалистика, финансиска контрола со поранешниот назив, и на правниот факултет. Ние го видовме, значи тоа не е тајна, инспекторите ни го покажаа налогот дека барањето за претрес, односно за ревизија на работењето внатре во универзитетот е од него. Следното се случи да после некој еден месец или два замине и Тони Науновски од кај нас. За уште полоши работи. Значи, ние не му дадовме отказ. Само сменето името. Значи, се што беше внатре, напишано во барањето за иследување на факултетите, на правниот факултет и на факултетот за безбедностни науки, беше напишано и за факултетот за психологија. Само сега беше сменето името, беше професор Тони Науновски. Откако дојде инспекцијата, прво за едниот факултет, па за другиот факултет, се случи да на Оливер Андонов му се одземе звањето доцент заради несоодветност во изборот, во неговиот избор за доцент. Зашто бил избран несоодветно? Како бил избран? За тоа може да кажат ректорот поранешен, за тоа може да кажат членовите на рецензијаната комисија и генералниот секретар на тогашен на МИТ универзитет. На Тони Науновски му се одзема исто така звањето во доцент за несоодветност на рецензиона комисија. Верувајте, значи, можете да видите и во Централниот регистер, и дека моите ингеренции се во делот на другите дејности. Не се во делот на рецензиите. Зашто се направило така? Дали се спазил законот? Дали пак важел во тоа време друг закон, а сега друг закон? За тоа може да прашате најдобро да ви кажат во Министерството за образование, односно да ги прашате државните просветни инспекторат, да го прашате државниот просветен инспекторат, зашто им се одземени тие нивни наставно-научни звања. Па треба да јас не би сакал да бидам како неговите тие луѓе кои што беа присутни во мојот дом, пошто и тоа прочитав, дека тој прв пат разбрал за акцијата во 7 сатот и бил информиран од службите, кога они цело време беа на телефон во контакт со него на телефон. Јас ги слушав како разговарат, затоа што бев таму.